Дневник во 20 часот на Канал Плюс. Добро вечер. На почетокот кратката најава за денешните настани. Балканот е на удар на бегалската криза. За ова и за хрватските искуства како земја членка на Европската унија, денес предавање на правниот факултет на УГД имаше доктор Јадранка Половиц од Хрватска. Во работна посета на Кочани денеска престојуваше директорот на управата за имотно-правни работи Зоран Крастановски. За 10 дена во Видница заштита од сезонскиот грип побарале 400 пациенти на возраст од 50 години па нагоре. Балканот е на удар на бегалската криза, на економските реформи, но и на американскиот проект за ширење на кризата на Блискиот исток кон Европа. За ова и за хрватските искуства како земја членка на Европската унија, денес предавање на правниот факултет на УГД имаше доктор Јадранка Половиц, универзитетски професор од Хрватска. На правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип пред студентите предавање одржа професор доктор Јадранка Половиц од Хрватска и тоа на доста актуелни теми. Една од темите на која предаваше професорката се однесуваше на искуствата на Хрватска како член во Европската унија, а дискутираше и за предизвиците во однос на сигурноста на Медитеранот. Што се однесува до бегалската криза, според професорката Половиц се работи за наместена ситуација изрежирана од Соединетите Американски држави. Да е у овом тренутку, значи, тоа е дело Сјединјених Америчких Во овој момент тоа е дело на САД, кој што уште во 90-тите години припремаа разорнување на земјите. Еве, тргнувајќи од Југославија, подосна тој процес се пренасочи кон Авганистан, кон Ирак, Либија, на Сирија и така натаму. На Либију, на Сирију, видимо и на Украину и така далje. Според неја, целта на САД е да ги разбие големите држави, да се создадат мали земји кои што лесно може да ги контролира. На новинарско прашање како сето тоа би се одразило на земјите од Балканот, рече дека би се создала една поделба меѓу самите држави. Mi ćemo zamjeriti Srbima, zamjerit ćemo vama, Srbi će nama, Slovenci će se naljutiti na nas, dakle... Ние ќе им замериме на Србија, на вас, Србија нам, Словенија ќе ни замери на нас Хрватите. Јас тоа го видов веќе неколку пати кога многу важни случувања се прекршуваат на Балканот. Факт е дека ние како регион немаме заеднички став кој би го представиле на меѓународно ниво и би ги заштитиле своите интереси. Na cijelom ovom području zapravo svjedočimo vrlo slabim državama. Неодамна агенцијата за бегалци на Обединетите нации преку анимиран филм прикажа што би се случило доколку сите раселени лица се одлучат да тргнат кон Европа, што ќе се случи за европската економија, општествената и верска структура на европското население. Дури и сите бегалци да одлучат за секогаш да останат во Европа, нивниот заклучок е дека нема да се случи ништо драматично, ниту Европа би станала претежно муслимански континент. Еминентни професори, одлични услови за настава и пракса, талентирани студенти, најава за нова студиска насока на Ликовната академија на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Денес академијата ја посети заменик министерот за образование Спиро Ристовски. Заменик министерот за образование Спиро Ристовски задоволен од организацијата на работење и уредувањето на просториите на Ликовната академија и од потенцијалот и талентот на 11 новозапишани студенти. Ристовски најави дека кон тимот професори од Русија и Украина кои предаваат веќе 4 години и ќе продолжат да предаваат на академијата сликарство и класична уметност, ќе се приклучат уште тројца, но и дека од наредната академска година ќе стартува нова програма. Тоа ќе биде посебната катедра за вајарство, со што де факто потврдуваме дека интересот на универзитетот и владата во насока на развој на оваа ликовна академија го продолжуваме со целосен интензитет, се со цел да обезбедиме високо ниво на квалитет на студенти кои што ќе дипломираат на оваа академија и од кои што Република Македонија ќе има исклучителен бенефит во делот на уметноста. Без поддршка од Министерството за образование, односно од владата на Република Македонија, развојот на Штипскиот универзитет Гоце Делчев немаше да биде со овој интензитет, а уметноста која се создава во трите академии, ликовната, музичката и филмската, се огледало, односно одраст на универзитетот, зашто нагласено ќе го поддржуваме нивниот развој, истакна ректорот Блажо Боев.
Во секој случај ликовната, посебно бидејќи станува збор за една новина во Република Македонија во поглед на класично сликарство. Ова што заменикот министер за образование господин Трисовски го најави, тоа ќе го направиме во текот на наредниот период и во наредната година ќе стартираат и делот на програмите од војарството и делот на програмите од применените уметности кои се составен дел на Ликовната академија. Јас мислам дека добро го работиме ова и се надевам дека и во иднина ќе продолжиме да го работиме во насока на квалитетни студенти кои ќе завршат нова академија. Мислам дека од најдобрите учители, најдобрите професори кои постојат во класично сликарство во Русија и во Украина, ова е исклучителна прилика за студентите и мислам дека треба да ја искористат до максимум прилика, бидејќи на друго место оваа прилика нема. Дека на вистина на Ликовната академија се образуваат талентирани студенти потврдуваат и професорите од Русија и Украина, кои велат дека практикуваат специјални програми за изучување на класичното сликарство. Многу интересно да работиме со вашите студенти од Македонија, така се интересни за работа, па се надеваме дека таа соработка и таа ќе трае и понатаму. Да работиме со студентите од 4-та година, имаме со нив специјални програми, индивидуални програми, работиме на тоа и се надеваме дека таква соработка ќе вроди со голем плод, со убав плод и дека ќе имате уметници во Македонија. Ние пропагандираме реалистично сликарство. Ние практикуваме реалистично сликарство, реалистична уметност. Тоа е основата на класичната школа, со тоа што се фокусираме на индивидуалниот пристап на секој студент. Меѓу македонските студенти има многу талентирани и се надевам дека сите ќе бидат успешни во иднина, бидејќи тоа е нашата задача. И се надевам сите ќе бидат успешни после, тоест тоа наша задача. Во моментов академијата функционира само со една програма, класично сликарство, а освен наведените во однос на зголемување на бројот на професори и програмата за вајарство, од наредната година се очекуваат нови програми кои наскоро треба да се акредитираат. Премаме нови акредитации на програми по дизајн, односно моден дизајн, дизајн на мебел и пейзажен дизајн, во кој имаме и уште една нова програма која треба да акредитираме, а тоа е на вајарство. Со ова се очекува зголемување на заинтересираноста од страна на талентираната млада популација, која ја сакаат ликовната уметност и својата иднина би ја пронашле токму на некоја од новите програми при Универзитетот Гоце Делчев. Во работна посета на Кочани денеска престојуваше директорот на управата за имотно-правни работи Зоран Крастановски. Го посети одделението во Кочани, се сретна и со општинското раководство. Директорот на управата за имотно-правни работи Зоран Крстановски во рамките на денешната посета на Кочани го посети одделението за имотно-правни работи во општината и се запозна со работата, решавањето на предметите во делот на денационализацијата, а оствари средба со општинското раководство. Од она што можев да забележаме дека одделението функционира на задоволително ниво, барем во однос на бројот на предметите по кои што одлучува, затоа што ова е одделение кое што освен предметите кои што се, односно барања што се поднесени од Кочани, граѓани од Кочани и околните населени места, значи ова одделение има преземено на постапување и предмети од други одделенија кои што беа со многу поголем обем на работа, така што преостануваат од целата таа вкупна бројка на предмети, преостануваат околу уште 3000 предмети да се решат. Направивме увид во поголем број на предмети во овој период додека сум тука. Генерално е она што може да се забележи дека предметите се во фаза на комплетирање, така што би апелирал до сите оние кои што имаат поднесено барање за приватизација навремено да ги доставуваат доказите кои што управата ги бара од нив, за да може во најскоро време и да се донесе решение за приватизација. Би сакал веќе да искористам и можноста да информирам за една активност која што управата започна да реализира пред извесно време, тоа е акцијата Притисни црвено копче доколку имаш имотно правен проблем, така што сите оние граѓани кои што и физички, значи и правни лица кои што се соочуваат со проблеми од имотно правен карактер, кои што се, да кажеме, долго време по институциите се обидуваат да ги решат, излегуваме во пресред како управа за имотно правни работи на нашите контакти кои што се објавени на веб страната на Министерството за финансии, да не известат, да побараат средба, состанок, да информираат за предметот, а ние дополнително ќе ги контактираме, ќе обезбедиме податоци доколку е потребно и од други институции со цел да најдеме решение за секој предмет. На средбата со Крстановски, секретарот на општина Кочани Петар Апостолов истакна. Ние имаме на задоволително ниво соработка со управата, со одделението во Кочани.
Меѓутоа разговаравме како можеме уште повеќе да ја продлабочиме соработката и како побрзо да ги решаваме сите проблеми кои се јавуваат во текот на реализацијата на нашите проекти. Знаете дека сите наши проекти се врзани со постапка за експроприација, постапка за земање на кориснички права за да можеме да ги реализираме урбанистичките планови и урбанистичките планирање на општината, а се со цел развој на општината и развој на прецен на индустријските капацитети, за да можеме да ги подобриме економските услови во општината. Посетата на директорот на управата за имотно-правни работи на Кочани беше искористена и за договор со општинското раководство за решавање на предметите во делот на експроприацијата и имотно-правните односи со странките на чие земјиште општината реализира предвидени проекти. Временските прилики се одлични за интензивирање на обновата на градските улици во Штип. Денес се асфалтираше кракот на улицата Пиринска до спојот со улица Сутјеска. Обновата на локалната инфраструктура ќе продолжи во наредниот период и во градот ќе финишира со асфалтирање на улицата Вардарска. Принципот кој се застапува е проектите да бидат иницирани од самите граѓани, од урбаните и руралните заедници и поради тоа ги повикуваме сите граѓани да доставуваат предлози, идеи, иницијативи и барања за реализација на инфраструктурни проекти во урбаните заедници како и во самите населби. Сите предлози ќе бидат сериозно разгледани од страна на стручниот тим на градоначалникот. Предлозите и барањата можат да ги доставуваат урбаните заедници, групи граѓани или граѓани поединци до архивата на општина Штип или на електронска пошта gradonačelnik@štip.gov.mk, а рокот за доставување на предлозите е до 15 ноември 2015 година. Започна одбележувањето на пешачките премини на сообраќајниците во Кочани прес конференција на Владко Димитровски од секторот за урбанизам. Општина Кочани соочена со проблемот за квалитетно одбележување на сообраќајниците со бела боја која се покажа како неквалитетна. Пристапи кон одбележувањето на премините со бекатон плочки кои ќе придонесат за поубав изглед на сообраќајниците и поквалитетно движење на возилата по нив. На денешната пресконференција од секторот за урбанизам истакнаа: Општина Кочани во соработка со фирмата Мартија Роса, наместо вообичаеното фарбање на пешачките премини, врши иновација со замена на белата површина од пешачкиот премин со бехатон плочки со бела боја. Ова е донација од фирмата Мартија Роса и во колку во наредниот период се покаже квалитетна ова иновација, планираме исто така и преостанатите пешачки премини да ги обновиме на овој начин. Со ова би се заштедели големи средства, значителни средства што општината ги дава секоја година за фарбање на пешачките премини. Горниот слој 1-2-3 сантима поплочен и да тоа се остане трајно. Времето ќе си покаже своето. Затоа што до сега немаме искуство, ќе биде првата работа, првата донација од нас за граѓаните во општина Кочани. Оваа активност општина Кочани планира да ја реализира во наредните неколку недели, а ќе бидат опфатени најфреквентните сообраќајници во повеќе делови од градот. За 10 дена во Виница заштита од сезонскиот грип побарале 400 пациенти на возраст од 50 години па нагоре, или во просек по 30 до 40 пациенти дневно чекаат ред да се вакцинираат. Најбројни се оние кои се убедени дека вакцината ги штити од зимските болести. За 10 дена во Виница заштита од сезонски грип побарале 400 пациенти на возраст од 50 години па нагоре, или во просек по 30 до 40 пациенти дневно чекаат ред да се вакцинираат. Најбројни се оние кои се убедени дека вакцината ги штити од зимските болести. Трета година поред. Так. И еве го чувствувате ли ефектот од вакцината во текот на зимата? Имате ли здравствени проблеми? 6 години и 7, ама тука не. Тука година ми е. Каде се вакцинирате? Да ми е. 4 или 5 години. Други здравствени проблеми имате ли освен грип? Имам, ама тие се други проблеми. Од здравствен дом Виница проценките се дека бројката од 450 вакцини ќе ги задоволи потребите на градот. Од 15 октомври започна вакцинацијата против сезонски грип во општина Виница. Пристигнати се за Виница 450 вакцини. Вакцините се од холандската реномирана фирма Абот. Вакцинацијата се одвива безпрекорно, мислам без некои проблеми. Се вакцинираат луѓето, нема несакани ефекти од вакцинацијата.
луѓето кои што се вакцинираат, тоа се луѓе кои што веќе по 2, 3, 4 години се вакцинираат и ја примаат вакцината за сезонски грип. Задоволни се од вакцинацијата, значи се ствара солиден имунитет. Направиме проценка, значи минатата година беа набавени 400 вакцини, поради тоа што имаше интерес на уште неколку луѓе кои што сакаат да се вакцинираат, значи оваа година сме набавиле 450, значи 50 вакцини плюс, така да ако наредната година има одзив поголем и од таа бројка, секако дека ќе го зголемиме бројот на вакцини. Инаку во овој период, кога температурните разлики играат топло-ладно, пријави на грип се уште нема, но инфекциите на респираторните патишта земаат замав. Пациентите, свесни за ризикот, внимателно со исхраната, но и со превенцијата. Пија ачиненико. Што не може да јадем, не јадем, што не е сладко, това јадем. Не сум толку далече оболена, па како секој на тие години. Да. Не гледам многу на тоа. Мислам, јадам си сета. Секогаш има и за и против, но секој на свој начин се превенира и штити од она што го носи секојдневието, а и секој си ја носи најголемата одговорност за своето здравје. Во продолжение приказна за тоа колку суров може да биде животот, но воедно и колку лесно може да се најде решение доколку постои волја за тоа. Од денес конаците на манастирот Света Недела во Штип се дом на уште еден штипјанец кој останал без дом. Понекогаш животот знае да биде многу суров. Таков е случајот со 61 годишниот Тоше Лазарев од Штип, кој 10 години бил оставен на милост и немилост од своите деца, а кој од денес ќе има покрив над главата. Колку време живеете таму? Скоро 10 години. И таму сум бил како млад, сум правил нешто и затоа одев таму. Не ме влече да речем у кафана да седнам да пијам, ама таму ми е подобро, значи така. По град да шетам така, да не ми. А иначе таму си одам. Подобро ли ќе биде? Па ќе биде подобро. Благодарни ли сте? Како не сум благодарен? Благодарен. Поради тешката ситуација во која се наоѓал овие 10 години, локалната самоуправа во соработка со Црвениот крст го вдомија овој безпомошен човек во манастирот Света Недела. Денес Општинската организација на Црвен крст Штип во соработка со Општина Штип и приватната здравствена установа доктор Самарџиски се организира оваа хуманитарна активност за вдомување и здравствен преглед на нашиот сограѓанин Тоше Лазаров. Тој се наоѓа во тешка социјална и материјална состојба и здравствена. Затоа се решивме по повод неделата на гладта да ја организираме оваа активност и пред се благодарение на општината да го сместиме во просториите на Света Недела, каде што понатаму ќе живее во човечки услови. Општина Штип презема мерки за згрижување на бездомни лица, оние кои што ќе дојдат кај нас да побараат помош, се обидуваме да им излеземе во пресред со тоа што ги користиме просториите овде на манастирскиот комплекс Света Недела, каде што има простории во кои што може да бидат сместени овие лица. Еве и денес сме тука, токму по тој повод. Еден наш сограѓанин кој што нема покрив над главата ќе биде сместен во овој комплекс. Центарот за социјални работи исто така ќе се вклучи во оваа хумана активност и ќе му обезбеди документи за лична идентификација. По пријавата на Црвениот крст дека ќе се донесе лице, еве излегувавме и ние на терен за да видиме, за да утврдиме од каде е лицето, за да му се најде лична документација и да можеме да видиме дали може да се вклучи во системот на социјална заштита. Инаку во манастирот Света Недела веќе има згрижено околу 15 бездомници и во зградата на поранешното нервно одделение се згрижени околу 42 припадници на ромските семејства. Денес во музеот во Берово беше отворена изложба на карикатури на македонски револуционери и војводи. Автор на делата е карикатуристот Никола Ангелковски. По изложбата која за денот на независност 8 септември се реализираше во општина Делчево, карикатурите со ликови на познати македонски револуционери и војводи од денес се изложени во музејската постановка во Берово. Изложба на авторот Никола Ангелковски која се реализира во рамки на програмските активности за 2015 година на Домот на културата Димитар Беровски. Оваа изложба за авторот представува излегување од стереотипниот начин на презентација на историските теми преку 30 портрети на истакнати македонски војводи и револуционери.
Поидобно ми беше да се зафатам за оваа тема уште од поодамна. Првата карикатура ми беше Делчев, Гоце Делчев, објавен како постер во списанието за хумор и сатира Остен, кое за жал сега не е згаснато како списание. И како карикатури се зафати со оваа тема, бидејќи ова е мојот фах. Размислував дека поетот кога би напишал песма за некој револуционер, тој ќе го напише тоа на свој начин. Сликарот на свој начин, јас како карикатурист го направив ова што го гледате сега. Колку е тоа успешно или не, оставам на вас. И благодарение на некои штури податоци и фотографии што ги имаме, јас се зафатив за оваа ликовна дисциплина на мој начин. Покрај авторот кој што имаше официјално обраќање на отварањето на изложбата, присуствуваше и директорката на Музеот на Македонија, доктор Мирјана Нинчовска. Инаку портретите на истакнатите македонски револуционери ќе можат да ги видат граѓаните на Берово и во текот на наредните денови. Лекари без граници го осудија воздушниот напад на коалицијата предводена од Саудиска Арабија врз нивната болница во Јемен. Меѓународната хуманитарна организација соопшти вчера дека во воздушните напади на коалицијата била разурната нивната болница во северен Јемен, при што настрадало едно лице од персоналот. Нападот е уште еден пример за целосното непочитување на цивилите во Јемен, каде бомбардирањата се претворија во секојдневие. Полицаец на сред час фрлил ученичка од столче и ја влечел по подот во едно училиште во Јужна Каролина. До инцидентот дошло откако полицаецот бил повикан по училиштето, бидејќи ученичката одбила да го напушти истото. Веднаш бил суспендиран, а се огласиле и бројни групи за одбрана на човековите права. Грчката крајбрежна стража пресела спасувачка операција во реон југоисточно од островот Иос во Егејското море по потрага на дете на мигранти. Грчките власти биле информирани од турската крајбрежна стража дека малото дете заедно со други мигранти паднало во морето при превратување на нивниот чамец. Во турски територијални води било пронајдено телото на еден мигрант и биле спасени 43 лица. Турците сметаат дека детето веројатно е мртво. Тие ги информирале грчките пристанишни власти откако морските струи го однеле кон Грција. Без голови заврши денешниот дуел меѓу екипите на фудбалскиот клуб Брегалница и Шкупи. Во ова 12-то коло сините на гости кај Шкупи си поделија по еден бод. Вардар и Шкендија забележаа нови победи. Екипата на Вардар заработи нови 3 бода и тоа на гости кај Младост, додека пак Шкендија со 2 постигнати погодоци ја совлада екипата на Металург. Во останатите надпревари, дуелот меѓу Работнички и Ренова заврши со нерешен резултат од 1:1, како и надпреварот Силекс Турново исто така заврши со 1:1. Наредното 13-то коло во првата македонска лига ќе се одигра на 1 ноември. Во моментот на табелата во топ 3 екипи во досегашните надпревари се Вардар, која е на првата позиција со 30 бода. Бод помалку има Шкендија со 29 и Силекс на третото место со 17 бода. Со 3 надпревари одиграни рано утрово стартуваше сезоната 2015-2016 година во најсилната светска кошаркарска лига НБА. Љубителите на најквалитетната кошаркарска лига во светот со нетрпение го очекуваа првиот ден на НБА надпреварите. Откако им беше врачен пехарот за освојување на шампионската титула, актуелниот првак Голден Стейт со лесен триумф над Њу Орлеанс започна во новата сезона. Во дербито на вечерта одиграно во Юнајтед Центар, Чикаго беше поуспешен од Кливленд со резултат 97-95. На овој надпревар присуствуваше и американскиот претседател Барак Обама. Поранешниот клуб пак на Перу Антич Атланта помалку изненадувачки загуби од Детройт пред своите гледачи со резултат 106-94. Толку за денес, повеќе информации читајте на kanalplus.mk и секако следете не на Facebook. Пријатна вечер.